Почитувани сограѓани и почитувани медиуми. Денес продолжуваме со изнесување на сериозни индиции за сторен криминал од локалната власт на СДСМ предводена од градоначалникот Илија Јовановски. Сакаме да информираме јавноста дека за многу скоро време ќе следуваат и кривични пријави за првиот човек на општина Прилеп и сите инволвирани околу него. Денес ќе информираме јавноста како се расфрлаат милионите на граѓаните и тоа без објавен тендер. До минатата година општината објавуваше тендер за зимско одржување и чистење на улиците и патиштата, услуга која лани граѓаните ги чинела 4.694.630 денари. За оваа услуга минатата година општина Прилеп склучила договор со фирма која легално на тендер ги добила парите за услугата. Тоа може да се забележи од договорот кој што го имаме во прилог. Оваа година пак, општина Прилеп, предводена од Илија Јовановски, за истата услуга, без објавен тендер за набавка и со истата компанија, склучила договор преку постапка на непосредно договарање, или познато како договор во 4 очи. Значи, повторувам, за истата услуга, зимско одржување на улиците и патиштата, Јовановски потпишал договор со истата компанија, но овој пат во висина од 7.030.000 денари. Исто така тоа може да се забележи на договорот кој што ги имаме во прилог. Како е можно, прашуваме, истата услуга оваа година да чини околу 2,5 милиони денари повеќе? Зошто Јовановски се дрзнал да склучува милионски договор без тендер и на ваков начин да се расфрла со парите на граѓаните? Дали конечно ќе реагира основното јавно обвинителство и под опрен глас ќе го истражи овој случај? Докаде ќе оди ова лудило на власта и пустошење на буџетот на општина Прилеп? Почитувани, ВМРО ДПМН повеќе нема да го толерира молкот на Јовановски и СДСМ и во најскоро време ќе поднесеме кривична пријава против градоначалникот кој се обидува преку молчење да го прикрие целиот случај. Ова е недозволиво и граѓаните мораат да знаат како власта на СДСМ менаџира со нивните пари. Бидејќи се наоѓаат во безизлезна ситуација и се фатени закопани до гуша во сомнежи за сторен криминал, брзат со одржување на избори. СДСМ и Јовановски се надеваат дека колку побрзо се одржат изборите, толку помалку граѓаните ќе дознаат за нивните постапки, криминали и дебели тендери. ВМРО ДПМН и во наредниот период ќе продолжи со објавување на сите скандали поврзани со владењето на оваа разуздана политичка гарнитура. А верувајте, листата за тоа е долга. Ви благодарам.